Констатирани неправилности кај откупувачи и добавувачи на земјоделски производи. Имено Комисијата за заштита од конкуренција согласно Законот за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдување со земјоделски и прехранбени производи извршила увид кај неколку откупни центри кои вршат откуп на овошје и зеленчук од индивидуални земјоделци и правни лица. При извршените контроли, Комисијата констатирала повеќе неправилности и постапувања спротивни на одредбите од законот, особено во делот на регулирање на договорните односи помеѓу откупувачите и добавувачите на земјоделски и прехранбени производи. Меѓу утврдените неправилности се непостоење на писмени договори за откуп, користење на договори кои не ги содржат задолжителните елементи предвидени со законот и неусогласеност на договорените одредби со законските обврски. Комисијата апелира до сите учесници во синџирот за снабдување со земјоделски и прехранбени производи доследно да ги почитуваат законските одредби со цел обезбедување фер, транспарентни и рамноправни деловни односи, како и заштита на земјоделците и останатите добавувачи од нефер трговски практики. Од Националната земјоделска мрежа го поздравуваат ваквиот потек и велат, законот постои за да се почитува и како што тврди председателот Ѓорги Каракашев, потребни се почести вакви контроли. Сега да ви кажеме зелката во Струмичко се откупува некој откуп на цена 8 денари. Компирот е 20 денари. Вие како потрошачи, конзументи, значи како граѓани, гледате дека цените се барем за 200-300% зголемени на пазарите. Значи некој дебело профитира од баката на земјоделецот, меѓутоа и од парите на граѓаните. И тука мора државата сериозно да се вклучи во ова и да се воспостави така речи ред. Имаме многу добар закон за фер трговски практики, само треба доследна примена и контроли од страна на надлежните институции. Инаку од комисијата додаваат дека ќе продолжат со активен надзор согласно своите законски надлежности, при што против субјектите кај кои се утврдени неправилности ќе бидат преземени соодветни санкции.